Американско-кинеските односи останаа затегнати и по промената на власта овде во Вашингтон. До крајот на годинава треба да се одржи виртуелен самит меѓу председателите Џо Бајден и Си Џинпинг, на кој би требало да се затворат барем дел од отворените прашања. Неделава Кина испрати 150 воени авиони близу воздушниот простор на Тајван. По ова следуваше предупредување од Соединетите држави. The activity is destabilizing, it risks miscalculation, and it has the potential to undermine regional peace and stability. Кинескиот притисок врз Тајван само долева масло на огнот на веќе затегнатите односи меѓу Пекинг и Вашингтон. Although concerning, I don't think that the risk of war is high. I don't think the Chinese are interested in provoking a war, neither is the US. Соединетите држави одржуваат неофицијални релации со Тајван и му нудат одбранбена поддршка, но ја почитуваат политиката една Кина и не го признаваат како независна држава. Оваа позиција беше потврдена и за време на телефонскиот разговор меѓу кинескиот и американскиот председател минатиот месец. We agree we will abide by the Taiwan agreement. That's what we are, and we made it clear that I don't think he should be doing anything other than abiding by the agreement. Сепак во суштината на затегнатите американско-кинески односи е економијата, а не Тајван. САД го зголемуваат притисокот врз Кина, зашто не го почитува договорот од јануари 2020, според кој до крајот на годинава Пекинг треба дополнително да набави американски стоки и услуги вредни $200 милиарди. Во меѓувреме, Вашингтон се уште ги држи во сила дополнителните давачки за кинеските производи. We will use the full range of tools we have and develop new tools as needed to defend American economic interests from harmful policies and practices. САД и Кина се тркаат за зголемување на влијанието во Индо-Пацификот. Американскиот председател Џо Бајден оствари средби со лидерите на Австралија, Индија и Јапонија, со кои се работи на продлабочување на економските врски. Од друга страна, Соединетите држави повеќе не се дел од договорот за транспацифичко партнерство, откако поранешниот председател Доналд Трамп се повлече од него. It will be increasingly difficult for the United States to maintain our economic advantages in the Indo-Pacific, especially as China has recently applied to join the CPTPP. Соединетите држави не беа вклучени ни во трговскиот договор во кој влегуваат 10 држави од Југоисточна Азија и 5 дополнителни партнери, меѓу кои Кина. Според проекциите на меѓународните финансиски организации, во наредните 12 години кинеската ќе ја претекне американската економија и ќе стане најголема во светот. Но Кина има 4 пати повеќе жители, па сати натаму ќе бидат далеку побогата земја. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.